It's very exciting time, isn't it? Много е възбудливо ова време заедно, нели? I'm equally excited because if it is first female conference for you, for me also is first time in Skopje. И јас исто така сум возбудена затоа што сум на прва женска конференција за мене во Скопје, а слушнав дека и за вас е тоа прва женска конференција. And I'm also for the first time in Skopje, in И Macedonia. јас по прв пат сум овде во Скопје во Македонија. So the excitement is brooding in the air. Возбуденоста просто се чувствува во воздухот. Amen. Амин. Well, I'm glad we are all here, and I'm glad that this is a female conference because, as we will see, the ladies have a great part in the Christian life, in the life of the family, in the life of the society, everywhere. Се радувам што е ова прва конференција и што можам да потенцирам дека ова е женска конференција каде што ќе потенцираме дека жените се присутни насекаде и во црквата, и во семејството, и во општеството и сакаме да ја потенцираме улогата на жената во сите аспекти. Amen. There are more than 400 women in our Bible. Во Библијата се зборува за околу 400 жени, над 400 жени. And some of them are mentioned by name, Некои од нив се ги знаеме по име, and others are just as a woman, mentioned as a woman. а некои од нив ги знаеме во Библијата само како жени, спомнати се само дека се жени. For example, the woman at the well, we have a vast amount of text about her, but her name was never mentioned. Знаеме за жената кај Кладенец. Бунарот, жената кај Бунарот, да, кога Исус ја среќава жената кај Бунарот, има толку текст поврзан во разговорот меѓу Исус и жената, а не и го знаеме името. Which means that the name is not important. Што значи дека името и не е толку важно. What is the important? What is inside of the woman? Она што е важно тоа што е внатре во жената. And the English have a say which says the woman is like a tea bag. Има една поговорка во Англија дека жената е како кеса чај. You never know how strong it is until you put her in a hot water. И не знаеш колку е таа силна се додека не ја ставиш во жешка вода. Amen. Women, you are very strong. Жени, вие сте многу силни. Amen. Амин. You are very, very strong. Let's see now what is going on. Вие сте многу силни, а сега да продолжиме. The first chapter in our New Testament, we see Matthew. We all know that's the Gospel of Matthew. Првата глава во Новиот Завет, знаете, првото евангелие по Матеј, и во првата глава We have 4 women mentioned in the genealogy of Jesus. спомнати се во генезата, во роднинската врска на Исус од почетокот, спомнати се 4 жени. And who are these 4 women? First one is Tamar. И кои се тие жени? Првата е Тамара, Second one is Rahab. втората е Рехаб, Third one is Ruth. третата е Рута, And the fourth one is the wife of Uriah. We know her name, but she's mentioned only the wife of Uriah. и четвртата, знаете, е жената на Урија. Го знаеме нејзиното име, меѓутоа спомната е само како жената на Урија. And her name is Bathsheba, and she is the mother of Solomon. И знаете дека нејзиното име се вика Батшиба и таа знаеме дека е мајката на Соломон. Not only that there are 4 women in the genealogy of Jesus, Не само сакам да потенцирам дека се 4 жени спомнати овде во родословот на Исус, but 2 of them are Gentile women, like you and me. но две од нив
се обични жени како јас и ти. They are not Jew. Тие не се еврејки, туку се од незнабожците. Тие се од Те оние are- кои што не се од еврејскиот род. They are Gentile women. Тие се од незнабожците. And what it means that Jesus, the Holy Spirit, and Father God are not prejudiced against women, against Gentile women. They have no prejudice whatsoever. Уште во првата глава, значи гледаме дека Господ како целина, како Бог Отецот, Синот и Светиот Дух, уште овде гледаме дека нема предрасуди кон жените, бидејќи гледаме дека две од нив беа еврејки, а две од нив беа од незнабожците, од родословот на самиот Исус. Amen. Also, we know our Lord Jesus was constantly surrounded by women. А исто така, вие знаете, кога ги читаме Евангелијата, Исус постојано беше обкружен со жени. We have women at his birth. Жена нормално беше кога се роди тука. Not only Mary, Не само there were Марија, women. туку имаше жени кога тој се роди. We can see from our Bible women at his passion. Ние гледаме дека жените, во Библијата гледаме дека жените му се при срце на Исус. No, when И he кога- was suffering, Sorry, гледаме дури кога тој страдаше, кога пострада на крстот, таму беа жени. the men, the apostles, gone, but women were there, И уште да кажеме дека апостолите знаете дека most of избегаа, them. ниту најголем дел од нив избега, ама жените останаа. Also, women were present at his resurrection. Исто така, жени беа присутни, први го видоа кога тој воскресна. And the first woman who was given a task to spread the word that Jesus is alive, И Was a woman. првата жена која што и беше дадена задачата да ја расшири веста дека Исус воскресна, беше првиот човек беше жена всушност. Жена го пренесе тоа. this is what we know from John 20:17, when our Lord told her, "Go and tell my brothers, go and tell them." Тоа го John читаме во 20. Јован 20:17, каде што Исус и вели на жената: "Оди кажи им на моите браќа, кажи им ја ова вест дека јас воскреснав." So we all are brothers and sisters of Jesus Christ. Значи сите ние сме браќа и сестри во Исус Христос. And in Luke 13:16, А во Лука 13:16 the Lord Jesus Christ called the woman the daughter of Abraham. Исус овде ја повикува жената, ќерката на Аврам, Which means that he put her at the same level as the men who were the sons of Abraham. и со тоа гледаме како жените ги става на исто ниво како и мажите кои што беа синови на Аврам. And we have in Galatians 3:28, И во Галатјани 3:28 neither Jews or Gentiles, neither slaves or free, no male or female, we are all one in Christ. знаеме, читаме дека дали сме јудејци или незнабожци, или сме робови, или сме жени или мажи, сите сме синови и ќерки на Исус. One in Christ. Едно We'll во come Исус. back to this verse a little bit later. So, Ќе се вратиме на овој стих Галатјани 3:28 малку подоцна. okay, now, after this introduction, how important women are, let's see what exactly is the role of the woman today. И сега, како за да преминеме малку подлабоко, ајде да видиме која е улогата на жената денес. Well, I always start from Genesis И јас секогаш почнувам од Битие, because the Bible started with Genesis. затоа што Библијата почнува со Битие. So, what the Genesis taught us И што- in Genesis chapter 2, verse 18, И што се вели во Битие, 2 глава 18 стих, that's on the very beginning of our Bible. тоа е значи на почетокот на нашата Библија, отворете ги Библиите, And може да си Adam земате was белеш. already created, and
the Lord, Father God, mind you, Jesus Christ first time introduced God as Father. So that's also very important. Before, God was known as Jehovah, as Elohim, with all other names. We know some of the names. But first time, our Lord Jesus Christ called Father God Father. Значи, името на Отецот, знаеме дека Отецот во Стариот Завет има многу имиња, како Јехова, Адонај, all sorts Елохим of и other така names. натаму, има Yeah. многу имиња, но прв пат се спомнува како Бог Отец, кога Исус го објави тоа. Amen. So, what Father God said, so we have the right to call him Father God because we are in the same family. We are the daughters of Abraham and we are already in the family. Okay, so what Father God said, let's make a suitable helper for Adam. И бидејќи правиме аналогија, ние сме синови и ќерки на Адам, бидејќи го примаме наследството од Адам, преку Исус сме синови и ќерки на Бог Отецот и We can say God и wanted suitable да се helper. вратиме на почетокот, кога Бог рече да направам нешто за човекот да не биде сам. Не е добро Suitable. човекот да биде сам. Suitable. Соодветно да направам нешто, Подходящ. соодветно на човекот за да не биде сам. It's very important he wanted to create suitable Нешто helper. што е соодветно за човекот. This that the woman that will be suitable for you will not be suitable for you. You know my point. So for every man there is a suitable woman. Сака да каже дека за секој човек има и соодветна жена. Ако за еден е соодветна една, за друг е друга. That is very important. Тоа е многу That's важно. very important because if you don't go in the Lord's way to find your suitable woman, then the problem starts. Тоа е многу битно затоа што ако не одиш по Божиот начин да се најде соодветна жена за тебе, тогаш си во голем проблем. What the Satan wants to do? The Satan wants first to destroy the head. Што сака сатаната да направи? Прво сака да ја уништи главата. It could be the head of the church. А тоа може да биде главата на црквата, It could be the head of the family. главата на семејството, It could be the head of organization. може да биде главата на организацијата, Because as soon as the head is destroyed, затоа што штом главата е уништена, the whole structure is destroyed. целата структура се распаѓа. And if you see today's days, И ако погледнеме денес, the biggest attacks of Satan најголемите напади на сатаната are not towards the women, не се кон жените, are not towards the children, не е кон децата, they are towards the men. туку кон мажите. And if you see they advertise Mercedes, И ако видите некоја реклама, например, за Мерцедес, a woman is washing it и, with a big и ако видите таква реклама каде што некоја жена убава го пере Мерцедесот со некој сунгер, сликовито кажеме, and the men immediately are all over the advert. ќе видите како мажите тоа веднаш ги привлекува и се загледуваат. And the Satan didn't change his strategy. Сатаната ја нема променето својата стратегија. Women, money, power, Жени, пари, сила, тоа им дава на мажите. and the man, if is not established in the Lord, И ако мажот не е стабилен или не е во Бога, what is going on then? што We ќе се have problem. случи? Имате голем проблем. But if this man has a suitable helper, Но ако тој човек има соодветна помошничка, she will not say, "Oh, I can't live with this man. I have to find myself another one." соодветната помошничка тогаш кога мажот греши нема да каже, ќе го оставам овој, ќе си најдам друг.
the suitable helper will pray, will fast, will lift up her name in prayer because she is the suitable helper. Соодветната помошничка во таков случај кога мажот застранува, таа ќе се моли, таа ќе пости, таа ќе го издига Божјото име, ќе се надева на Бога и ќе биде на вистина соодветна помошничка. Or another case is if she doesn't want to get divorced or doesn't want to go, she will take the role of the man. Или во друг случај има и таква варијанта, ако реши сепак да не го остави, а не е соодветна, може таа да ја превземе улогата на мажот, што исто така е погрешно. If the woman decides to take the role of the man of the family to be in control, Ако жената се нафати или свесно-несвесно биде таа да биде мажот во семејството и под нејзина контрола да се случуваат работите, then we have even bigger problem тогаш имаме и уште поголем проблем. because the woman cannot cope with two roles. Затоа што жената не може да се носи со премногу улоги. She has a specific role for herself. Жената сама по себе има специфична улога и треба да се држи до тоа. And she cannot take another on her shoulder. И таа не може да земе нешто на нејзиниот грб што не е за нејзе. The fuses will blow and it will be a disaster. Ќе настане катастрофа, ќе се случи проблем голем. So everyone in the family has to know their role. Затоа секој во семејството треба да си ја знае улогата. And the woman is created to be a helper. И треба да знаеме дека жената е создадена да биде помошничка. The second thing the woman has to do is to be the wife. Втора работа што треба што ја има жената како улога е да биде сопруга. The man can make the house, Мажот може да изгради куќа, but the woman will make this house a home. но жената може да направи таа куќа да биде дом. And that is the difference. It's a huge difference И тука between има the house голема- and home. Тука има голема разлика во тоа да градиш куќа и од куќата да направиш дом. And I want to pay attention a little bit to Esther. Сакам да обрнам внимание на Естира. I'm absolutely certain that all of you heard a lot about Esther. Сигурна сум дека многу сте чуле за Естира. I want to mention only one thing about her. Сакам да напоменам само една работа за Естира. And it's not that she was very beautiful. И не се работи за тоа дека таа беше многу убава, And it's not that she was very humble или дека беше многу понизна, or she was very obedient to Mardochai. или пак беше многу покорна, послушна Yeah, Mardochai. на Мардухеј. That's her uncle. Yes. It's something else that struck me when I was reading about Esther. И уште една работа забележав додека ја читав Естер. Imagine all women, we know the story, the king was looking for a new wife. Ја знаете приказната кога кралот бараше нели нова жена And all beautiful girls of the kingdom were taken. и сите најубави жени од царството беа изведени пред него. 6 months, each one of them, А предходно 6 месеци сите тие од нив беа подготвувани. they were soaked in myrrh. 6 months, they were soaked in myrrh. Еден да збори. Беа потопувани во миро, сори. And the next 6 months in perfumes. А после 6 месеци пак ги потопува во парфеми. And then after this 6 and 6, so it's almost 1 year. So И- 1 year they're prepared for Значи the king. тие една година беа подготвувани за да воопшто излезат пред кралот. And during this 1 year, И во текот на таа година they were taken to the city mall in Skopje.
Во текот на таа година ги однесоа во Сити Мол во Скопје and they were told, buy whatever you want. и ги однесоа на некое место, значи убаво место кај што има In облека. London, in Harrods. Да си купат најубава облека, во Лондон тоа е And Harrods. the girls were berserk, И buying whatever they И want. жените нели купуваа се што сакаа. Every one of them was buying whatever she ever wanted to buy. Сите значи им беше дадено да купат што сакаат. What Esther was doing? А што направи Very Естира? strange. Very strange. When she went to the king, she only took the things that the eunuch who was looking after the women gave her. Таа само ги зема стварите кои што монахот, евнухот и рече да ги земе со нејзе. Did the eunuch knew the king? What do you think? Дали евнухот го познаваше кралот? Што мислите? Did Esther knew the king? А дали Естира го познаваше? No. She never knew him. Таа не She го didn't know, познаваше. does he like blue? Does he like red? Таа не знаеше дали тој сака да ја види во црвено, во црно, But the eunuch knew. но евнухот знаеше што сака кралот. And what Esther did, she took all this 1 year, 6 months, and it's very important that she was soaked in myrrh. Myrrh was one of the 3 gifts which the wise men gave to Jesus. Значи Естира како и другите девојки беше потопена во миро во првите 6 месеци, а знаете дека еден од даровите што ги дадоа мудреците пред Исус кога се роди беше миро. And this myrrh is always in the Bible, the myrrh is a symbol of death. И секаде во Библијата се кажува дека мирото е символ на смртта. And I was thinking why she was soaked in myrrh. И се прашувам зашто ги потопуваа во миро. And I was pondering about it, and then I realized that she had to die for herself. И размислував и сватив дека тоа потопување е за да жената умре за себе си. And I've told you that we will come back to the verse of Galatians И ви реков дека 3:28. ќе се вратиме на Галатјаните 3:28. And in this verse he said, neither Jews or Gentile. И во овие стихови се вели And Gentile е езичници. ниту Jews. веќе нема веќе ниту јудеец, ниту грк, нема веќе ни роб ни слободен, нема Neither slave or free. And I was thinking, but we are free in Jesus. Why И- they said no free? Додека го читав ова, се запрашав, а зошто овде вели дека зошто вели дека ни роб ни слободен, кога сите треба да сме слободни, нели сме слободни во Исус? And I realized, thinking about it, I realized we are not our own. И We've been размислувајќи, purchased. медитирајќи на овие стихови, јас всушност разбрав дека точно ние сме слободни, меѓутоа не си припаѓаме на себе си. When we go to the shop, when I went to buy this Bible, it belongs to me. А кога одам да купам, например, од продавница, да ја купам, пример, Библијата, таа ми припаѓа мене. And if somebody wants to take it, I will say, sorry, I paid money for it. И It's ако некој mine. сака да ми ја земе, јас ќе му кажам, извини, јас ја платив, моја е. Jesus Christ paid the price for us. А Исус не откупи нас, ние сме откупени, не се We are припаѓаме not на себе. our own. Не се припаѓаме на себе. We belong to Jesus. Ние му припаѓаме на Исус. What a comforting thought. Колку утешителна мисла. If I have something, I look after it, I keep it, Ако јас се заинтересирам за нешто Имам и го. го купам, го имам I look after it, и го проследувам, and I'm not giving it to anybody. и ако го присвојам, јас не би го дал на никој. And in John chapter 17, Во Јован 17, this is one of my most favorite chapters. 17 глава Јован ми е една од моите најомилени.
Why? Because this is a prayer of Jesus Christ, our Lord, towards his Father. Зошто ја сакам многу таа глава? Затоа што тука е молитвата на Исус кон својот Отец пред да биде And in front of his Father. And in this chapter, Jesus said, Father, I never lost anyone of them you gave me. И Исус му вели на Отецот овде, Оче, не изгубив ниту еден што ми го даде. So when we realize that we are not our own, И кога и низ овие стихови ќе сватиме дека ние не си припаѓаме на себе си, then we have to find out what pleases the king. тогаш ние треба да пронајдеме What pleases, what makes the king што happy. го прави нашиот Господар, нашиот Господ среќен, задоволен. Amen. And this is what Esther did. И ова е тоа што, ако се вратиме на Естира, што таа го направи. And she died for herself, Таа умре за себе си and her own aim, purpose, и незината цел, was to please the king. незината цел беше да го задоволи кралот. And chapter 2, verse 15 И во 2 глава 15 стих of Esther it says, as she took what the eunuch gave her, and in verse 17 it says the king loved her above all other women. Значи, така, кога го читаме 17 стих, ќе видиме како царот ја заљуби Естира повеќе од сите други жени. Amen. What we have to do now to please our husbands? Ако Естира целта й беше да го задоволи Господ, вие жени треба да ги задоволите вашите мажи. So, if your husband likes a dress which you have, wear it more often. И ако вашиот сопруг сака да ве види во некоја облека што тој ја сака, му се допаѓа, тогаш облекувајте ја таа. If he doesn't like something, А ако тој не сака нешто, give it to a charity. тогаш таа облека дајте ја на децата или на некој друг. Maybe another woman will have another husband which will like this. Затоа што можеби друга жена има друг маж кој што ќе го сака тоа. Amen. That's Amen. it. So we have to know. I heard people, my parents were married 46 years. I can't unfortunately give example with myself, but I will give you an example with my mom and my dad. Ќе ви дадам пример со моите родители. Тие беа 47 години во брак. As soon as my dad came from work, И кога татко ми ќе се вратеше од работа, as soon as my mom sees him, и како што мајка ми ќе го здогледаше, she knew what mood he is on. таа точно знаеше какво му е расположението. And if she sees he's not in a mood, she's not talking. И ако таа видеше дека тој не е расположен, таа не зборуваше. She will give him a dinner, whatever is cooked for dinner, but she will be quiet. Таа мудро ќе се повлечеше, ќе му приложеше вечера да јаде, да вечера, но си беше мирна, смирена. Because she knew he had a rough day. Затоа што таа сваќаше без да го праша и да коментира дека тој имал тежок ден. She cannot start. The man is coming tired, maybe upset, maybe angry. Таа знаеше дека тој или е разочаран нешто, или е луд. And she cannot start, oh, the children were very bad today, И and I just had enough. кога ќе го види дека е нешто разочаран, луд, не почнуваше да се жали колку и бил неизе тежок денот или колку децата не ја слушале. But my mom will serve the dinner, my dad will have a rest, will pass 30 minutes, Туку таа ќе му сервираше вечера, тој ќе се одмореше, ќе помине пола сат. and then he will say, oh, I just had such a rough day, thank God, at home is peace, quiet. И дури после половина час тој ќе отвореше уста и ќе кажеше уф колку тежок ден имав и ќе почнеше конверзација. And will say, I'm so happy I'm here. И дури ќе кажеше
Колку сум среќен што сум овде, бидејќи ги It's so дочекал мир. peaceful to come home. Колку е мирно кога си доаѓам дома. Is there a difference? Има ли разлика? Yes. Well, this is the role of the woman. Ова е улогата на жената. And this is meant to make a home. И ова е тоа што ви кажав дека улогата на жената е да направи дом. Will be a time to say, oh, the children did this and that. Well, let's sort it, let's fix it. Има време кога треба да му кажете на мажот за децата или за некои проблеми кои што треба да се поправат, но не со тоа да го дочекате на врат. Amen. And we have one verse in Malachi, chapter 2:15, Одиме во Малахија 2 глава 15. and it said that the Lord made them one, И таму вели, не направи ли тој едно, although he had a residue from the Spirit. освен тоа остатокот на духот е во него. The Lord could have made, he's creating souls every day. А, Бог е создател, тој креира, тој создава души секој ден. But he made them one. Но тој човекот и жената, мажот и жената ги направи едно. And the word that is used in this verse И зборот што се користи во овој стих for the word one за зборот едно is the Hebrew word echad. е еврејскиот збор ехат. That's exactly the word that was used in Deuteronomy 6:4. Тоа е истиот збор кој што се користи во Втора Законие 6 глава 4 стих. When the Lord said, listen Israel, Кога Бог вели, чуј Израелу, your God is one, echad. нашиот Бог е еден. The same, so our God, Father God, Jesus Christ and the Holy Spirit is one. Значи Светото Тројство, нашиот Отец, Синот и Светиот Дух се едно. The same one are the man and the woman. Истото едно се The мажот same и жената. Истото едно. Because we are created but not only individually, spirit, soul and body, but as a unit, husband and wife. Затоа one. што ние не сме создадени само како индивидуи, како дух, душа и тело, туку сме благословени како маж и жена да бидеме заедно во единство. And if we continue to this verse, Malachi 2:15, Ако се вратиме во Малахија, 2 глава 15 стих, и ако продолжиме да читаме надолу, it says that why he created them one to look, that God is looking for this one to have godly offsprings, godly children. значи Бог гледа на нив како на едно и гледа како на Божји деца. Ne. He is looking to create the man and wife to create godly children. Значи, зошто му требаат мажот и жената на Бог, ги создал како едно, за тие како едно да создаваат Божји деца. The most important is that the Lord wants the earth to be populated with godly children. И она што Бог сака да види на земјата е да види земја населена со Божји деца. And we come to my third point, И одам на мојата трета, that the woman was created with the main purpose to give birth. и одам на мојата трета забелешка зошто жената беше создадена, меѓу другото и да раѓа деца. Because the Lord wants a godly offsprings, godly children. Затоа што Бог сака Божји деца. И затоа жената е надарена од Бог да раѓа деца. And that's why the man and the woman are one. So in unity they will create godly children. И затоа мажот и жената се создадени да бидат заедно, бидејќи сами по себе не можат да создаваат Божји деца, заедно можат. Bearing children is one of the main purposes of the woman. Раѓањето деца е една од најбитните функции, улоги на жената. And one of the main joy
of every woman. И една од најголемите радости на секоја жена. And there is one very controversial verse which creates a lot of problems theologically for a lot of people. This is 1 Timothy. This is 1 Timothy chapter 2, verse 14. И има еден стих во Библијата кој што прави многу контроверзни ставови во однос на сваќањата. Тоа е прва глава Тимотеј, прво Тимотеј, втора глава 14 стих. Which says that Adam was not deceived. И во тој стих нели се вели и Адам не беше измамен, Only Eve was deceived. туку жената беше измамена. And the next verse is, the 15 is, И во следниот 15 стих се вели that the woman through birth will be saved. и нели вели, но таа ќе биде сочувана со раѓање на деца. What is supposed to mean? Ultimately, Eve was saved by her great son, Jesus Christ, isn't it? Што е тука проблемот или контраверзноста? Таа нели беше сепак спасена преку Исус, а овде вели дека ќе биде сочувана со раѓање на деца. Amen. So, the main purpose, one of the main purposes of creation of the woman is to bear children. Значи, поентата е дека една од целите зошто е создадена жената е таа да биде која што ќе ги раѓа децата. And together with the men, И заедно со мажот to create a godly children. да создаваат Божји деца. And this is what the Lord expects from every Christian family. И тоа Godly children. што Бог го очекува од секое христијанско семејство, да расте, да израснува Божји деца. And I have to tell you that if your children are not as yet in the church, И морам да ви кажам дека ако вашите деца се уште не се во црквата, you don't have a problem. вие немате проблем, Because we have a verse, затоа што има стих, Acts 16:31, Дела апостолски 16:31, which says, "Believe in your heart во тој стих се вели, верувај во Господа, and confess with your mouth верувај во Господа Исуса и ќе се спасиш ти и твојот дом. Amen. Amen. So you don't have a problem. Значи, Sooner or later, your children will come to the church. Значи, според овој стих вие немате проблем, затоа што ако верувате во Господ Исус Христос, порано или подоцна вашите деца ќе дојдат во црквата. So don't bash them with the Bible. Затоа не ги мавајте со Библијата Don't put them off from the church и не ги оттргнувајте вие од црквата со by вашите nagging постапки. every day. Oh, you didn't come to the church this Sunday, didn't you? Не треба да ги обвинувате ако не дошле на црква и да се однесувате лошо со нив. Just pray for them. Туку молете се за вашите деца. Fast for them. Постете за вашите деца. The Lord will do the rest. А остатокот ќе го направи Господ. We cannot save anybody. Ние не можеме никој да спасиме. We couldn't save ourselves. Ние ни нас самите не можеме да се спасиме. How we can save our А children? како би ги спасиле нашите The деца? only thing we can do to harden their hearts by nagging at them every day. Единствената работа што можеме да ја направиме Harden the heart. е само да ги повредиме, да ги зацврстиме нивните срца, молејќи се за нив секој ден. Now, that's it. Слушнавте? Можеме со нашиот одбивен однос да им ги стврднеме срцата. Хајде, окей. Heart. Yes. Okay, so just pray, just fast. That's it. Значи, You don't вие have anything else to Оно do. што треба вие да правите е да се молите и да постите за вашите деца, за вашите семејства. Sometimes the most difficult thing is to do nothing. Некогаш најтешката работа е да не направите ништо. But
we have to live in the rest of the Lord. Но ние треба да оставиме се Почивката. ние Holiday. треба да влегуваме во почивката на Господ. Amen. Амин. So, rest in the Lord. Значи, почивајте во Господа. So, rest in the Lord. Enjoy this rest. Почивајте во Бог и уживајте во тој мир. He delights in you, Тој пребива во вас, so He will delight in your children in the same way. тој пребива и се радува во вас, на истиот начин ќе пребива и ќе се радува и во вашите деца. You don't have problem. И нема да имате никаков проблем. Don't create one. Немојте да создавате проблеми кои што не постојат. Amen. Амин. The next one is my last point Следната е последната точка од моето излагање. is I will start differently. We live in 21st century. Ќе почнам малку поинаку. Живееме во 21 век. Women are sophisticated, Жените се софистицирани, beautiful, прекрасни, intelligent. интелигентни. They don't want to stay constantly only at home, looking after the children and husband. Тие не сакаат постојано да се дома и да се грижат за децата и за семејството. Once the children are grown up Штом децата малку ќе пораснат and they feel that the children are at school и кога веќе децата ќе тргнат во училиште and they finish their main homework, И they кога- want to work. и кога ќе завршат сета домашна работа, тие сакаат да одат на работа. And today women, I'm absolutely certain that every woman has a dream. И денеска сум целосно сигурна дека секоја жена има сон. One of them wants to be this, another one wants to be that, Една сака да биде ова, една сака да биде она, but each one is thinking sooner or later I will do it. и секоја размислува порано или подоцна ќе го оствара мојот сон. But what is necessary to be successful at work? Но што е она што е необходно за да се биде успешен на работа? Most important, I have a few points, but the most important is to truly understand what it means to be the temple of the Holy Spirit. Има повеќе работи кои што сакам да ги спомнам, меѓутоа најважната работа е да се знае и да се разбере што навистина значи да се биде храм на Светиот Дух. 1 Corinthians 6:19 and 20 said, Во 1 Коринтијани 6 глава 19 и 20 стих вели: your body is a temple, Вашето тело е храм. you are not your own. Вие не си припаѓате себе си. As Esther wasn't her own towards the king, Како што Естер не си припаѓаше себе си во однос на кралот, and we are not our own towards the husbands, и ние не си припаѓаме самите на себе си во однос на нашите сопрузи. the most important thing to understand that our security is not in the husband. Најважно што треба да го разбереме е дека нашата безбедност не е во нашите мажи, во нашите сопрузи Ne, is not in our children. и не е во нашите деца. It's not even in the job we do, even if it is the most fantastic job. Не е ниту во нашата работа, ниту во професијата што ја работиме, иако можеби е тоа најубавата работа на светот. Our security is in the Lord. Нашата безбедност е во Господа. That's why He gave His Holy Spirit to dwell in us. Затоа тој ни го даде Светиот Дух да живее во нас. And you see, there are a few women which I want to mention here. Има неколку жени кои што сакам да ги спомнам овде. Last year I bought a book, Минатата година купив една книга The Women in the Gospel. Жените во Евангелието. And this book is written by Professor Richard Bauman, Оваа книга е напишана од професорот Ричард Бауман, who is a professor in St. Andrew University in Scotland. тој е професор во Сент Ендрю универзитетот во Шкотска. And in this book, he's got a detailed, very big book, detailed explanation of majority of the women in the gospel. И во таа книга тој има напишано доста голем дел, има посветено доста голем дел
за голем дел од жените кои што се спомнуваат во Евангелието. And what he said that during the centuries after the Lord Jesus Christ, И она што таму се го пишува во книгата е дека и со векови после Исус, the women have been excluded жените биле исклучени from responsible positions од било какви одговорни позиции in the churches, и во црквите, in the society. и во општеството. As you know, the Orthodox Church and Catholic Church, even today, И како што знаете, православната црква и католичката црква дури и денес cannot be a priest if it is a woman. нема да дозволат жена да биде свештеник или служител. Protestant churches are a little bit more relaxed, Протестантските цркви се малце порелаксирани во овој but однос. still, Но се уште I have to tell you, as a woman pastor, морам да ви кажам дека како жена пастор, that I had a lot of problems. дека сум имала многу проблеми. And although they are a little bit more relaxed than Catholic and Orthodox, Иако протестантите се малце порелаксирани во однос на католиците и православните, they still think that this is a male society. и тие се уште мислат дека тоа е Само. машка работа и е машко општество. Some of them most certainly still think. Некои од нив се уште навистина тоа го There мислат. are churches which will never ever invite me to preach on their pulpit. Има цркви кои што никогаш во ниту една околност не би ме поканиле да проповедам. No matter what I would say, how biblical it is and how good it is, only because I'm a woman. Без разлика што имам да кажам, колку е тоа важно и колку и да е тоа суштествено, нема да ме викнат само заради тоа што сум жена. But I have to tell you that these men don't know the Bible. Но Unfortunately. морам да ви кажам дека за жал, овие мажи не ја познаваат Библијата. They have some prejudice in their mind Имаат предрасуди во нивниот ум and they don't want to break the chains и тие не сакаат да ги скршат оковите and to read the Bible through the lens of the Lord Jesus Christ. и да ја читаат Библијата преку објективот на Исус Христос. We have, I will start, it is partiality genealogy, but although for women are included in Jesus' genealogy. Во генезата As на we said. Исус, како што се вели, се вклучени 4 жени. We have in 1 Timothy Во 3, Во 1 Тимотеј we 3 have Phoebe as a deacon. ја имаме Фиби како Deacon. џакон. Како џакон. We have Priscilla and Aquila, which were with Apostle Paul. Ги имаме Присила и Акила, кои што беа со апостолот Павле. 3 times their names are mentioned in the Bible. 3 пати нивните имиња се спомнати во Библијата. 2 times Priscilla is first, 2 пати Присила е прва and only once Aquila is first. и само еднаш Акила е прва. The scholars believe, biblical scholars, Учителите веруваат they believe that Priscilla has been the leading in the Christian service. се верува дека Присила била водечка, имала водечка улога во служењето. Let's look Joanna or Junia. Да видиме за Джоана или Джунија. Junia. Dr. Uni, yeah. Dr. Professor Richard Bauman thinks that this is the same woman, Професорот Ричард Бауан мисли дека тоа е истата жена, Joanna from Luke, from the Gospel of Luke, and Unia from the Romans. Джоана која што се спомнува во Евангелието по Лука и Јунија која што се спомнува во Римјани. Okay, why he thinks he's the same woman? Зошто тој мисли дека е истата жена? I have to agree with him, and I'll tell you why I agree. Because studying, my dissertation was on Apostle Paul's life. Јас морам да се согласам со него и ќе ви кажам зошто се согласувам со него. Мојата дизертација се однесуваше на животот на апостолот Павле.
And during the first century, И за време на првиот век, a lot of people, Jewish people, had Greek names or Latin names. многу евреи имале грчки или латински имиња. The Jews, the Greek name was saying that these people are very cultured, very educated, Грчките имиња означувале многу културни и образовани луѓе. Latin names Latin name means that they have allegiance with Roman authority. А латинските имиња значело дека тие имаат поврзано со римските власти. So this was the case with Paul. И тоа Пол- бил случајот со Павле. Paul was Paulus. Павле бил Паулос. The same is the case with Mark, who wrote the Gospel of Mark. Actually, it's a different story, but his proper name is John Marcus. Истиот случај и со Марко, кој што го напиша Евангелието по Марко, неговото име бил Јован Маркус. So, what Professor Bauman said that Joanna from Luke chapter 2, from which Jesus Christ cast out demons and healed her from infirmity, this Joanna, who was the wife of Chaza, Исто, значи, како што професорот Ричард Бауман мисли, Джоана, која што се спомнува во Евангелието по Лука, кој што Исус ги изгонуваше демоните од неа и ја исцели, she was wife of Huza. таа била сопруга на Хуза. Chaza or Huza was admin person of Herod Antipa. Тој бил администратор на Херон, на Херод. If he was administrator of Herod Antipa, he must have had a Latin name. А ако тој бил администратор на Херод, тогаш тој мора да има латинско име. And we read later on the next verse that they were rich and Joanna was serving Jesus Christ, our Lord, with her substance, with her money. И во следниот стих ние веќе читаме дека тие биле многу богати, многу имошни и дека Джоана му служела на Исус со даровите, со парите што му ги давала. Okay, so if he was serving, so in Luke, the husband is called Huza or Chaza, and she is Joanna. Then in Romans 16:7, Paul said Andronic and Uni. These are their Hebrew names. You see? И ако тие служеле на Исус, како што е опишано во Лука, тогаш во Римјани 16 глава, 7 стих, се спомнуваат Андроник и Јуни, кои што исто така му служеле на Исус. Okay. During the first century, Uni was only lady's name. За време на првиот век, Јуни било само женско име. There isn't any historical material or any other material when Uni to be used as male's name. Не постои никаков материјал, никаков доказ дека Јуни се користел, Јунија било име за мажи, само за жени. And the difference between the female name and male name is only one letter. А разликата помеѓу женското и машкото име е во само една буква. Unia is the ladies, Unias with S in the end is the male name. Јунија со S на крај е веќе Amen. машко име. Amen. So, about our Bible is translated in English very late in the centuries. Translators couldn't believe that the woman, knowing the society when Jesus Christ lived, couldn't believe that the woman could be an apostle. Библијата, нашата Библија е преведена на англиски многу доцна. Преведувачите во тоа време не можеле ниту да претпостават
дека би можела една жена во тој период да служи на Исус and Како to be an апостол. apostle. и да биде апостол. That's why they thought, oh, they simply missed the S in the end. И затоа тие само предпоставувале дека има грешка во пишувањето и го отфрлиле тоа ес. And when they translated it in English, they translated it as a male name. И кога преведувале на англиски јазик, го превеле тоа име како машко име. So there are plenty of women in the Bible in a good established positions. Но во Библијата гледаме дека има многу жени кои што имале добро утврдени позиции и во тоа време. Lydia is also one of them in Acts 16. Лидија исто така е една од нив и тоа го читаме во Дела во 6 глава. She was a 16 rich, глава. yes, she was a rich dealer of purple materials. Таа била богат трговец која што продавала материјали, Red color. црвена боја, Yeah, purple clothes. виолетови алишта. Okay, so Jesus met her in Philippi, Исус ја среднал неа во Филипи and she not Jesus, sorry, Paul. Paul met her in Philippi, sorry. Павле Paul ја met her in сретнал во Philippi. Филипи And immediately she accepted Jesus Christ as her Lord and Savior. и веднаш го прифатила Исус како нејзин Бог и Спасител. And she invited them, Paul and his companions, to stay with her for as long as they want. И таа ги поканила Павле и неговите содружници да останат во незиниот дом од толку време колку што тие сакаат. Paul agreed. И Павле се согласил. If she wasn't a good woman, Ако таа не беше добра жена, Paul wouldn't agree. Павле немаше да се согласи. Because, Paul was the most strict Bible scholar in this Bible, in the New Testament. И како што знаете, Павле беше најстрогиот библиски учител од Новиот Завет. Also, this means that Lydia was very rich, so to be able to look after, to feed them so many days. И исто така тоа ни кажува дека Лидија била многу богата затоа што таа можела да се грижи за нив, да ги снабдува. And also, obviously, Paul respected her very much И Павле исто така многу ја почитувал, because in the end of chapter 16, затоа што на крајот на 16-то поглавје, after Paul was freed from the prison, откако Павле беше ослободен од затвор, he didn't run away from the town straight away. тој веднаш не избега од градот, He went back to Lydia's home to say goodbye. туку се врати во домот на Лидија за да се поздрави за збогу. Paul never done this before, not after, Пол тоа не го направил ниту претходно, ни отпосле. which means that Lydia gained respect from Paul. Што значи дека Лидија придобила почит од Павле. Knowing what is connection between all these women and us. И сега се прашуваме која е поврзаноста на сите тие жени со нас. Knowing that we are the temple of the Holy Spirit, Со тоа што знаеме дека ние сме храм на Светиот Дух, whatever business we do, без разлика каква и работа да правиме или каков бизнес и да имаме, it doesn't matter is it self-employed без разлика дали станува збор за самовработување or we are employed somewhere, или сме вработени некаде, we have to know that the Holy Spirit in us knows everything. мораме да знаеме дека Светиот Дух кој што живее во нас знае се. And He likes honesty. И она што Светиот Дух го сака е искреноста. And even if we make mistakes, nobody is sinless. Everybody can make mistake. И дури ако правиме грешки, зашто никој не е безгрешен, секој прави грешки, We have to repent. ние мораме да се покаеме. 1 John 1:9 said He is faithful. Во Прво Јованово се вели тој е верен. 1 Прво- John 1:9. Во Прво Јованово 1:9 се вели тој е Confess your верен. sins. He is faithful. Исповедајте ги вашите гревови и тој е верен Will forgive you. и тој ќе ви ги прости гревовите. But
He will not forgive if you say, "Oh, it wasn't me. Но It тој, was somebody else." но тој нема да ве ги прости гревовите ако речете не бев јас, некој друг беше. Or if you say, "Well, they provoked me and that's why it's their fault." Или нема да прости ако речете па ме испровоцира и тоа всушност е нивна вина, не е моја. The Lord likes honesty. Исус, Бог, сака искреност. And also, He wants reliable people. И тој сака луѓе на кои што може да се подпри. Every boss wants reliable people. И секој шеф сака луѓе на кои што може да се подпри. I'm absolutely certain that Pastor Constantine wants reliable people in this church. И многу сум сигурна дека пасторот Константин сака луѓе на кои што може да се подпри во оваа црква. Yes. Yes, amen. We had in our church a guy who wanted to help tremendously. Desire burning to help. We had in our church a guy. Имавме во нашата црква еден човек кој што многу сакаше да помогне. Во се сакаше да се најде. Every time I am planning to do something, he's first. Let me do it. Секогаш кога сакав нешто да направам, тој беше прв да се понуди за помош. Еве јас ќе го направам тоа. And I say, okay, put this Bible over there. И му реков, For добро, example. еве, например, земи ја оваа Библија и стави ја онаму. And I'm coming after 15 minutes. The Bible is not there, it's not here. И доаѓам после 15 минути, Библијата не е ниту таму, ниту овде. And I'm thinking, where is it? И се Whatever, праша. it's not the Bible, but whatever I've told him to do. Oh, and I'm asking, where is, I've told you to do this? There. Where is it? Why? What happened? Oh, I moved it over there because I think there is better. И се прашував каде е. Значи може и да не е Библијата и било што друго. Што ќе му кажам да направи? Меѓутоа никогаш не го правеше на начинот на кој што јас ќе му го кажав да го направи. И го прашував каде е, зошто не е таму, зошто не си ја ставил таму на пример. И тој ќе ми речеше, па добро еве ја ставив овде, затоа што сметав дека тука подобро е да биде. But he doesn't know the whole picture. Но тој не ја гледа целата слика. The pastor, the boss, they know the whole picture. Пасторите, свештенството, тие ја знаат целата слика. They know the whole picture. They know that it has to be exactly in the way they thought to be because something else is going on in the other corner. И тие велат стави го тоа таму, затоа што ја гледаат и ја знаат целата слика и точно знаат што треба и каде треба да биде, затоа што можеби на другата страна нешто друго ќе се случува или тоа место е за друго нешто резервирано. 4 years, I was putting up as a pastor with this guy. 4 години се справував како пастор со овој човек. Once we had a conference and he almost destroyed the whole conference. Еднаш имавме конференција и тој за малку ќе ја уништеше целата конференција. And my blood pressure went up the roof. И ми се качи притисокот страшно многу. First time in my life, I normally had 60 by 90, then I had 160. Обично притисокот ми е pressure. 60 со 90, тогаш ми се качи притисокот на 160. The conference was finishing on Sunday. On Monday morning, 2 o'clock in the night, I had to go to drive to the airport, the guests, because they had to catch a plane. So with 160 blood pressure, because of his disobedience, I had to drive 2.5 hours one way and 2.5 hours back until I can go 9 o'clock to GP to do something with my blood pressure. И конференцијата завршуваше во сабота, во недела, и јас веќе вечерта требаше со притисок 160 да ги носам гостите на аеродром и да возам 2,5 часа натаму и наваму до аеродром и назад, за да можам дури утредента да одам на доктор. And after 4 years, the elders in the church said, we have to have a conversation with him. This cannot continue like that.
И после 4 години старешините во црквата се согласија дека ние мораме да разговараме со човекот, затоа што тоа едноставно не може да се случува така како што се случуваше. When he understood that we will talk to him, he went to another church. И кога тој свати дека ние сакаме да разговараме со него, тој се замина и отиде во друга црква. He survived there 3 months Тој беше таму 3 месеци and left with a great big scandal. и се замина и од таа црква со голем скандал. Then he went to another church, И отиде во друга црква and now, after 1 year, there he survived 1 year, и сега таму е веќе 1 година. and he rang me about February, March. И ми се јави некаде во февруари, март месец Oh, there isn't better church than your church. и ми вели нема поубава црква од твојата црква. Why? Зошто? Because 4 years I was putting up with him, Затоа што 4 години јас го толерирав. and the price was my blood pressure. А цената на тоа беше мојот висок крвен притисок. But I said, sorry, I have no time for you. You haven't changed. Но му реков, извини, но немам време да се справувам со тебе повеќе, затоа што ти не си се променил. Why I'm telling you this story? А зошто ви кажувам оваа приказна? If you detect a problem around you, Ако приметите проблем околу вас, look first in yourself. прво погледнете си во себе си. First in yourself. Прво во себе си, And then, if you think you are sinless, и ако мислите throw the дека first сте stone. и ако мислите дека сте безгрешни, фрлете го каменот. Amen. Second thing, I want the same is at work. The boss is, I work 17 years in a bank. The boss will come and will find a reliable person. When you tell him, do this in the way I'm telling you to do it, you may think that's not the best way, but you are not the boss. When you humble yourself, you might will become the boss and then do it your way. When you are not the boss, follow the instructions. Истото и на работа. Еве, јас, например, работам во банка 17 години. Но кога некој ќе ви каже направете го ова на начинот на кој што ќе ви го каже, треба да се покорите и да го направите така како што ви се дадени инструкциите. А кога вие ќе бидете шеф, тогаш вие ќе правите така како што вие сметате дека е најдобро да го направите. Man, loyalty, obedience is very important everywhere. Верноста и покорноста се многу важни секаде. And one final thing for success, our church is almost 7 years. October, we will celebrate 12th of October, we'll celebrate 7 years. И една многу важна работа, клучна работа за успех. Нашата црква во октомври, на 12 октомври, ќе слави 7 години постоење. 7 years ago, when the church started, Пред 7 години, кога црквата започна, the pastors, there were 6 churches, Bulgarian churches in London, имаше 6 бугарски цркви во Лондон. and the pastor said, woman, this church will not survive 2 weeks. И еден пастор рече, жено, оваа црква ни 2 недели нема да просперира. But he didn't know that this church was established by the Lord, not by me. Но тој не знаеше дека таа црква беше создадена од Бог, не од мене. And I never wanted to be a pastor. И јас никогаш не сакав да бидам пастор. At the time, I did a Christian counseling course for 2 years, and I was thinking in one church, preferably English church, I didn't want Bulgarian church, I will be a counselor. И јас одев на на обука за христијанско советување и може би сакав да бидам само советник, обучувач за христијаните, и тоа во англиска црква, не сакав ниту да одам во бугарска црква. And then the Lord said through another pastor who believed in women, И тогаш Бог му кажа преку еден друг пастор кој што веруваше во жените, anoint Gina for pastor in Stratford. помаза ја Джина за пастор во Стратфорд. I simply was speechless. И останав без зборови. And I said, well, are you sure this is from the Lord? I don't know. Where is the church? There isn't a church. I don't know what we will do.
И јас го прашав дали е сигурен дека тоа е порака од Бог, затоа што таму немаше црква и не знаев што треба да правам. And we started with me and another one, and then second and third and fourth. During the first year, people are coming and going and coming and going, and slowly everything that is from the Lord will be established. И ние почнавме црквата, јас и уште една друга личност. И потоа дојде трета, четврта личност и во првата година луѓето доаѓаа и си одеа, но она што е создадено од Бог, тоа и ќе остане, без разлика што и да правим. But one thing I understood, I became a believer in 1992. Но една работа што јас го разбрав кога станав верник во 1992 година, Is the money. една работа што ја разбрав се парите. Maybe because I was working in the bank, maybe Може- not. Може би заради тоа што работев во банка, а може би и не. But I understood that if you are not strict with the money the Lord gives you, Но разбрав дека ако не сте строги со парите кои што Бог ви ги дава, and separate first what is belongs to the Lord, и ако не го одвоите она што прво му припаѓа на Бог, you will never succeed. никогаш нема да успеете. The same is in your own finances. Истото се однесува и во вашите финансии, The same is with the finances of the church. и истото се однесува и со финансиите во црквата. We pay the biggest rent in London. Ние ја плаќаме најголемата кирија во Лондон. There isn't other church that pays as much as we do. Не постои друга црква во Лондон која што плаќа толку многу пари за кирија. We pay £200 per Sunday. Ние плаќаме 200 фунти за недела. So if it is 4 weeks, 800. If it is 5 weeks, 1,000. Значи, ако месецот има 4 недели, тоа се 800 фунти, ако има 5 недели, тогаш се 1000 фунти. Other churches pay 50, 60 pounds per Sunday. Другите цркви плаќаат од 50 до 60 фунти од недела. And they always say, oh, we don't have money. И тие постојано велат, немаме пари. We pay the biggest rent. We gave to one church money for their choir to go to a private lessons to sing gospel, which they never did, but that's not our problem. But we gave them the money. Ние, иако плаќаме најголема кирија, на друга црква им дадовме пари за нивниот хор да оди на приватни часови, за да може да пее и патем ти не отидоа, но тоа е нивна работа. Сепак нашата црква даде пари за тој хор. To another church, to a second church, we paid £300 to buy a synthesizer. На друга црква дадовме 300 фунти за да купи синтесайзер. We had 2 synthesizers ourselves. A new pastor came. Ние имавме 2 синтесайзери, нашата црква имаше 2 синтесайзери, And дојде друг пастор. Somebody told me that he asked if we can lend him one of our synthesizers until they start to have money to buy. И некој ме замоли, ме праша дали може да му го позајмеме едниот синтесайзер на пасторот, додека нивната црква не собере пари. And I said, we are not an insurance company. Но им кажав, ние не сме We will осигурителна give it to компанија. him. We'll give it to him. And we gave, so that's the third church. И му го дадовме сепак синтесайзерот. We pay tithes of every time every 3-4 months we pay tithes of the money which we collect. We separate 10% and we give it away to different churches, services abroad. We have a pastor who established 14 churches in Central America, in Guatemala, El Salvador, and Honduras. So we give to him to different charities, whatever the Lord is directing us, but we always separate 10% from the money the church has collected. We pay the rent and we separate straight away 10% straight away. And I talked to many pastors. Sorry, I got carried away.
Ние даваме десеток од тоа што ние го собираме, неколку пати месечно го собираме и го раздаваме во други цркви. Го даваме на еден пастор му дадовме за тоа што основаше цркви во Средна Америка, во неколку земји, 14 цркви тој основал таму. Значи сите пари што ги имаме во моментот кога ќе ги собереме, ќе одвоиме десеток, ќе го дадеме, а за останатото плаќаме кирија и сето друго што го имаме ние го даваме. And I never spoke in our church about money. И никогаш не сум зборувала во мојата црква за парите. Never. Никогаш. But I talk to God. Но јас зборувам со Бог. And I said, Lord, we pay what you said to pay. You do the rest. И велам, Господе, ние плаќаме тоа што ти велиш дека треба да го платиме. Остатокот ти го правиш. And trust me, He is faithful. И верувајте, тој е верен. So if you have a business, sometimes people fiddle with the taxes. Oh, I have my private business, I receive cash. Ако имате бизнис, а некогаш луѓето си играат играчки малце така со данокот, па некогаш плаќаат преку сметка, некогаш кеш, прикриваат некои работи. Don't do it, Немојте да го правите тоа. because your business will never succeed. Затоа што вашиот бизнис на тој начин никогаш нема да успее. This is a right recipe for disaster. Тоа е вистинскиот рецепт за неуспех. Because even if the tax office never knew, И иако даночното биро никогаш нема да дознае, there is one who always does know. но има еден кој што секогаш тоа го гледа и го знае. And one final thing I will say, whatever you do, И уште една работа што сакам да ја кажам, што е да правите? do it with love and peace. Правете го тоа со љубов и со мир. If you have a peace in your heart, Ако имате мир во вашето срце, no matter what is the thing, even if it looks impossible, без разлика за што станува збор, дури некои работи ако не изгледаат возможни, do it. If you have a peace in your heart, the Lord is with you. ако тоа ви е при срцие и ако имате мир во вашето срце, направете го тоа. The Lord will bless you. Бог ќе ве благослови. If you do the right things which He prescribed in our manual, Ако ги правите вистинските работи што тој нас не ги дал во нашиот прирачник, He will do His job. тој ќе ја заврши останатата работа за вас. He will never fail you. Тој никогаш нема да ве изневери, Everybody else might will fail you, а секој друг може да ве изневери, but He will never. но тој никогаш нема да ве He is изневери. the most trustworthy. Тој е само на него може да се подпрет. He is the same yesterday, today and tomorrow. Тој е ист вчера, денес и довека. He is the Almighty. Тој е семоќен, Nothing is impossible for Him, and everything is possible for Him. ништо не е невозможно за него и се е возможно за него. And I want to glorify our Lord И сакам да го прославам нашиот Бог. because He is the only one that deserves the whole glory. И затоа што тој е единствениот кој што ја заслужува целата слава. Put Him really in the throne of your heart, Дека тој е на вистина на тронот на вашето срце, на вашиот живот. and you will be always happy and joyous. И вие секогаш ќе бидете среќни и секогаш ќе го уживате животот. Amen. Амин.